Драги мои, добредојдовте во уште едно издание на Бизнис Муавети, на Фактор МК. Јас сум Мишко Ионов. Овој петок, оваа недела или оваа епизода ви представувам една бизнис приказна која што е испреплетена со спортот или директно поврзана со спортот. Наш гостин, македонската кошаркарска легенда, првиот македонец кој што играл во NBA, Перо Антич. Неверојатно богата кариера зад себе. Во моментот прв човек на Кошаркарската федерација за Македонија, иако за себе вели, не ме викај председателе, туку викај ме на име Перо. Перо Антич има многу што да говори. Кога говорам и кога велам дека има сериозен багаж зад себе, значи својата кариера ја започнува во работнички, а потоа на меѓународната, во Бугарија, во Лукоил, па потоа секако доаѓаат овде и Олимпијакос, и Фенербахче, и Црвена звезда, и NBA Атланта. Неговата бизнис приказна е исклучително интересна за тоа колку пари се вратат во NBA, колку пари се вратат во Евролигата, кога е во прашање кошарката, колку има заработено Перо Антич, дали некаде ги вложува своите пари, гледате во Бизнис Муавети. На самиот старт поздрав и до нашите Форма Нова, како велат тие, секогаш близко до вашиот дом, најголема понуда, одличен избор. Форма Нова, заедно со нас во Бизнис Муавети на Фактор МК. Јас сум Мишко Ионов, како што кажав, наш гостин Перо Антич. Перо, добре дете. Фала многу, фала и на разбирање. Долго време. Па колку време се договараме? Уште пред короната се договараме. Пред короната. Уште, не знам дали беше прв човек на федерацијата, но не и се. Јас вака ќе кажам, значи од македонските кошаркари сум разговарал со Буштур Лесна му земја, Лазо Лечиш Лесна му земја, Владо Илиевски, Тоше Гечевски и сега да ги наредам другиве за да стигнат до тебе. Дуда Ивковиќ едно време дури преку и тој Лесна му земја, едно време дури преку него фаќа врски за да стигнат до Антич. Дуда. Иво Данеу, Божо Маљковиќ, Јанакис, не сум лош. И Перо Антич. Ќе станам да си отидам, не прифаќам во таа елита. Не, да, припаѓаш и тоа како припаѓаш во таа елита. Ова се, ние ги насловивме Бизнис Муавети, а некако многу пари почна да се вртат во кошарката. Ќе почнам од Јокич и од Дончич. Тоа се договори со колку 237 милиони. Јокич 50 милиони годишно. Што е тоа? Бизнис, NBA тотален бизнис. Да? Јас можам да кажам дека на европејците многу полесно им е да играат во NBA, тешко е да стигнеш. Јас сум изгледа една будала што се врати. Имав и договор, но се вратив, кажав на едно интервју, сакав да бидам единствениот македонец со 3 Евролиги. И само заради тоа се вратив. Фенербахче, Олимпијакос. Олимпијакос 2 и Фенербахче, Фенербахче. први тоа што ме споредува со уште еден играч од Македонија, Со дека Пеце? имаме 2 Евролиги. Со Пеце Новски? Да. Пеце нема една секунда влезено, секој чест човекот може ние не сме у некои добри односи, људски, али како играч фактите говорат дека е еден од најдобрите македонски кошаркари, капа доле. Што не сте во добри играчи? Не сте По во некои добри односи? односи. Мислам, добри односи, не Ја другарски. имам поштовање другарски, никогаш не сме се ни дружеле, Ама не сте се ни карале, така нешто. Па не сме се карале, едноставно кога беше председател на федерација, многу погрешно изреагира и со мене и со ред други играчи, сакаше егото пред тимот да биде ставено и можда поради тоа има таа дистанца, но како играч секој е чест за човек. Ја пред да почнем на оној дел кога го стартувавме, меѓутоа ќе говорим и за македонската кошарка. NBA е бизнис, така некако и Евролигата станува бизнис и тоа е она кога разговара со Дуда Ивковиќ кој што постојано се бореше помеѓу она Евролига, нели тие кавги што ги имаат внатре и тамо нема решение, но и Евролигата е сериозен бизнис. Сериозен, верувам дека не е до толку бизнис. Е тука да ги ставиме Партизан и Звезда, комшиски клубови кои направија бум во Евролига, празник на кошарката во Србија, поточно во Белград, али во глобала во на цел Балкан. Тоа да биде да се чекаат редови за карти и све и пак ти не можеш да заработиш, да излезеш во плюс. Во NBA со телевизиски права, со реклами, тоа се огромни цифри. Плюс NBA сега подпиша, не знам, билионски договор. Да. Телевизиски права, автоматски идат делови за клубовите. Во Евролига, ако освоиш Евролига, ти е 1.500.000 наградата. Многу малку. А еден играч ти кошта може и 3 милиони. И 3 милиони, така да. И едноставно мора да има помош од државата,
државата видовме што направи во Белград. Србија има, Партизан има нешто 30 милиони, нешто буџет, колку што ја знам, бил близу, нешто горе-доле. Звезда исто тука. Без држава, без државна помош, тоа не може. Чекај, и Звезда и Партизан имаат државна помош. Мислам дека претежно сите клубови, но се разбира дека дерби мора да има кај во Македонија што е работнички МЗТ. Мора да има во државата дерби, во фудбал, во ракомет. Мора тоа ривалство да трае. Сега да им објасниме на луѓето, тоа е добро за да се канализира таа негативна енергија преку еден убав спортски надпревар. Се разбира. Звезда Партизан е дефинитивно на големото дерби. Иако во кошарката некако Партизан, иако си ти звездаш, Партизан дал повеќе познати имења или грешам? Ја би го прескокнал. Да? Јас сум окорели звездаш. Знам. Но секогаш сум кажал добра звезда без добар Партизан и спротивно И обратно, не може да. Тоа ривалство направи, ете Партизан ќе земе некој играч, Звезда, они зема, мораме и ние да се надградиме. Мора и ние да се надградиме. Како што е во фудбалот Звезда, например, неприкосновено во однос на Партизан по титули. Иако сега Звезда е сериозен претендент, Да. кога е во прашање кошарката, меѓутоа Партизан имаше... Зашто мислам дека е бизнис? Јас некако ми беше чуден тој надпревар на Партизан со Реал Мадрид, не знам како. Како ти го тумашиш од страна за тепачката? И за тепачката, и за оние одлуки, и за тој пораз на Партизан по при водење 2-0. Е типично неискуство на Пантер, според мен. Да? Го ценам. Пред тоа што Љулј е преискусен играч, мој добар пријател, и се разберете направи све за тимот. Колку сум го плюкал тој кога игравте во Литванија. Ле. Како се вика? Тогаш почнуваш. Да, добие надпревар. Искулираш, идеш и имаш уште 2 надпревари дома. И Пантер, ти го немаш Пантер, не знам уште кој све ги немаше, уште 20-тројца играчи од стартна петорка. Ти од автоматски у минус. Неферски беа. А подолга клупа има Реал Мадрид. Прашањето ми е, бидејќи е бизнис, ќе дозволат ли такви големи клубови, кралски клуб, да не игра Final Four, да игра некој Партизан? Ја мислам, ќе дозволат. Ја можам да кажам голем клуб е Олимпијакос, ако се сеќавате мојата прва Евролига 2011-2012. Апсолутно. Ние бевме најголемите underdogs. Јас да играше Спанулис, Приндезис, играв јас и ред други, Кайл Хајнс, али ЦСКА, да не ги набрајаме, само еден е Кириленко што зема 5 милиони. Имавме најмал буџет таа година во Евролига, еден од најмалите. На Final Four 50 милиони имаше ЦСКА. Да не кажам и отворен буџет. И сите други. Ние го пропастивме пазарот, го зезнавме пазарот на еден начин. Први со наглос 18 милиони буџет, ти освојаш Евролига, и вие сите почна, ние треба да гледаме како се разигрува. Едноставно имавме одлична хемија, одлично другарство и се боревме до заден атом на енергија на терените. И сега овие НБА, што прават овие? Јокич, Дончич, што прават? Си уживаат, си ги зезаат американците на еден начин. Дури Јокич, мислам дека игра со 50%. Па мене така ми изгледа. Мене ми е многу драг и близок пријател. Сега кога бев исто во Мемфис, игра Мемфис со Денвер лето, мислам пред крај на сезоната, па се видовме, сите правивме муабет, се знаеме, он беше мал во мега визура, мислам беше. Тамо ги најде Мишко, таму и го зема клубот. И правиме мовет. На него му е, да не кажам на еден начин досадно. Во НБА, ја ќе кажам еден пример, Баденхолзер, легендарно име тренерско, сега е на Феникс Санс, и доаѓа ние 14 надпревари поред губиме. Кај Желјков, вториот надпревар кој ќе го изгубиш, иди у 3, лепе, може да замислиш реденката како е. Па тренинзите 3 сата, 4 сата. Во НБА влага после 14 надпревари, вика, okay guys, we did a lot of good stuff. Ја викам у себе, кој good stuff, човече, 14 поред губиме, опцујне нешто направени. Тоа е бизнис. Например, не може тренер да не претренира. Имаш унија на играчи каде што ти може да се пожалиш дека тренерот те тренира превише, па го викаат на разговор и му кажуваат смали тренинзи, нели? Американците нели си се. Ама и реално тамо тренинзи колку можеш да имаш бидејќи имаш преку на 2 дена имаш надпревар, така салата ти е 24 сата отворена. Крај патуваш таму. Има у 3 дена, у 4 дена 3 надпревари. 3 надпревари и си кога цело време патуваш, цело време тоа забава, цело време играчите да се во најдобар психофизички. Јокич не може да го поднесе тој со филмот во коњите, он кај и некако ја игра кошарка, он
Као на зезанција. Хоби му е кошарката, а љубов му се конјите, јас ќе ти кажам. Уживаат, играат и, например, американците се скаутинг. Ние тоа што го поминуваме во млади категории, па наоѓаш има некој подобар од тебе, па ти бараш цаки некој фори да го... Американците си се право само. Као, да не се навредат на коњите кои се стаи. И у скаутингот пишуваше за мене, ја финта шут имав она, тоа ми беше као signature move, и пишува don't jump on his fake. Ја му правам финта, он скока. Не ни читаат, ни ништо. Така да, многу е полесно да играат на европејци во NBA, според мене, потешко е во Европа да се играат. Се сменили кошарката тамо? Не. Знаете зашто прашувам? Бидејќи ја како студент и како средношколец ние станувавме за Џордан, да го гледаме, тај Џордан, Пипен, Родман и овие Јута Џез секојаш они и беа кој не станува по школа со црвени очи. Љубо секогаш коментираше тоа, они одеа тамо и сега Џордан колку вредел тогаш Џордан? Тогашната кошарка и ова не може да се спореди. Не. Тогаш ја мислев Европа. Дончич вели 237 милиони, не знам тоа. Што е тоа? Али Џордан како ја вади парата, како ќе извади парата назад? Како ќе извади продажба на дресови. Ќе идат на некој спонзори, некој евент кај што донации се собираат за ова, за она. Многу е тоа направено бизнис вај што е превише и за објаснување. Тешко и да го објасниш. Едноставно е мед и млеко све тамо. И идеш да си играш кошарка без разлика дали си промашил, дали си може да те тредуваат. Парите ти се тие. Во Европа, ако не изиграш добро, после 2-3 месеца знаеш, еве ти една плата си одиш. Во NBA нема тоа. И мирен си. Во Европа напротив имаш и навивачи. Нели ако не дадеш све од себе. Али па тоа помага на европејците, поради тоа што осеќаш екстра одговорност. Посебно ако играш за клубови како што Звезда, Олимпијакос, Фенербакче, си ги кажувам, моите клубови не сакам, има и други Партизани исто тука Панатенаикос, има клубови кај што се ватрени навијачи. И тоа тие живеат за тоа. Као ние кој што живеевме едно за кошарката, едно за ракометот на време кога беа она што е сега Белград, своевремено беше Скопје со Вардар и со Металург. Се игра. И тоа мора да се врати, пак ќе кажам, мора да се врати. И народот да може да си оди на надпревари. Ја пак ќе го спомнам, ќе стигнеме сигурно до таму. Децата, златните деца што освојава лето злато. Да, тие секако ќе ги споменам. 2 јули беше, мислам. Да не грешам, или 2 август. 2 август. Мислам дека празник беше, 2 август изгледа. Продолжен викенд. Полна сала. Салата е слободен влез, без покани, без нешто да правиме. Салата беше 4.500 нешто полна. Да. Се разбери, имаше и од едната страна сите тимови. Ги гледаш, дошле на деца да гледаат. Се враќа духот. Тоа е и поентата. А и децата ја примаат таа енергија и за тоа има и екстра мотив. Па имаат, не, ја бев и на европското првенство кога беше овде за до 16 години или до колку беше во Борис Трајковски кога игра. Имаше и до 16 и до 18. И до 16 и до 18 и ги гледав тогаш беше или светско беше, не знам што, или европско Европски. Литванија, Франција и гледам дека тоа не беше полна сала, ама онака си уживаш, али за тоа имаше еден куп скаути имаше кој што следа. NBA скаути, тоа е поентата исто, поради тоа што имаме одлични односи со FIBA. Мора да напоменам, ретко добри односи. Се знам со генералниот на светот 2001 година, кога он имаше коса, ја имав коса. Кој? Андреас, генерален секретар на FIBA свет, ќе дојде сега на крај на месец. Што ги нервираш? Точно 29-ти. Што ги нервираш овде сега? Кој? Тие пуш да ти спремат ти сега. Те Гарбахоса го носиш, де Андреас го. Они сами сакаат и Гарбахоса му е втор пост на Инстаграмот, репостиран од мојот вчера што го ставив. Благодарност изразувам за неговото доаѓање тука. Он вика, јас само дојдов да се уверам тоа што веќе го знаев. Преди тоа што контактите се важни, али важни се и резултатите. И има тука, како да кажам, има еден процес што мора да се почека. Вие деца ги спремаме 4 години. Преди тоа што кој ќе биде смена на генерација, мора да има трпение. Ние сме балканци, ние сакаме. Тоа е она што мене ми недостасува. После вас беше потоп. Почна кошарката од едни надолу. Првиот договор работнички, потоа доаѓа она меѓународна кариера АЕК и како велиш ти тогаш во драхми го потпишав тие печалбата, милиони печалбата. Колку има перо до сега заработено?
Сега, знаеш, Колку има потрошено? Јас, познавајќи те по широчината, имаш многу потрошено. Многу потрошено, Да. многу донирано. Не го гледам, јас сакам... И ќутиш кога донираш, што е добро. Нема потреба да се изјавува, јас дадов, јас помогнав. Јас дури бев противник кога излезе за гостивар за Гешо, што е познат кошаркар во старата фела. Му фалело 10.000 евра за да имаше излив нешто на мозокот, да иде во Русија за... Јас требаше да префрлам доека играв, ја бев и председател на гостивар, да му помагав на кошаркарскиот клуб. Ја викам, јас треба да ви пребацам 10.000 евра. Да ви пребацам 2, собрале 2, уште 8 треба да му се додаде на Гешо. И они пишале сообщение, ми го прати, ја реков, пратите ми пред да го видам. Председател од Перуанци, ја викам, избришите. КК Гостивар. Јас сум дел од клубот. Не, тие се пари на клубот. Ако јас сум влегол во клубот, све што ставаме на куп, све сме заеднички. Тоа татко ми мучил поради тоа што ми кажувал милион причи за хранарина порано. Порано немало плата, имало хранарина. Хранарина, превоз имаш. И ке си отишле на Медовача, на не знам што, тоа колку има, и ке си стават парите заедно тука. На купчи. И сите насмејани се. Тоа е... Тоа е тоа убавината. Заедно, што ако имаш ти пари, дремеш дома сам и немаш друштво. Па чуда, ја кога реков председателе, не ме вике председателе, жити. Немој, само првата буква ми се сопаѓа. Зашто те нервира? Ме нервира зашто ние сме сите, јас така и раководам федерацијата. За фотелјата. Јас си донесов сам мебел цел во федерацијата, не беше опремено. Добро, колку пари даде на федерацијата? До сега. 6 цифри се дадени во странска валута, не би сакал да зборам. Си знаат убаво луѓето, за да пополнуваме дупки, за плаќање. Мојата кола се користи за превоз. Јас сум благодарен и тоа што го имаме, али немаме место во буџетот за да може да се надгради тоа. Па ја користиме мојата кола, Мерцедесот. Јас си ги покривам сите трошкови за Мерцедесот, за поправки, за све, за да изгледаме. Тоа не е комплекс, дека не се возам у Пежо. Ја низ градуско во Скопје, дали, ке дојде некој гости, ја не можам го возам во Пежо излепено, тоа ни е наследено со селотейп. Така да. Сакаме да ја представам Македонија. Во најубаво светло како што нас не пречекуваат во Женева, ќе не викне ФИБА, ти праќаат кола, едноставно тие се нормални работи што се што треба. Не се ни дискутира за тоа. И председател, ја и сите работи во федерацијата кои ќе треба нешто се гласа за прва лига, за унија на играчи. Ги викам сите. Ама ти си председател, ти треба, викам, чекај. Да седнеме заедно, се гориме. Федерацијата не е на татко ми, не е ни моја. Ајде да седнеме заедно. Да видиме со клубовите, вие кои играчи имате барање, клубовите имаат барање. Најдите НЗС вие, ја ќе подпишам и со лево и со десно, со 2. Ама ако треба ја да одлучам, ќе одлучам на крај, ама пак ми требате вие. Ние сме тим. Македонија може да изградиме заедно. Ние сме мала држава. И тоа не убива нас што кој год ќе дое до малце моќ некоја или завист. Овој, сега ќе идам против него, А зошто да не се надградиме, заедно? Тоа е Македонија, успехите просто. Дали се сакале, дали ние се сакале или не? Ја немам кажано еден лош збор за еден човек што 5 години има против мене и тоа ретко е, тоа е чудно и за мене да не одговорам, знаеш. Ми го знаеш карактерот дека обично сакам тет се. Не одговарам. Зашто? Зашто има фамилија. Зашто има деца. Некој не ги гледа ни тие работи. Зашто тие деца да слушаат некои работи, да читаат, дали се тоа вистини или лаги, тоа има кој да има судови за да амбицијата е чудна работа. Ова што го гледам кај тебе сега го имам доживеано кај со Дудо Ивковиќ, бидејќи кај него бев дома. Убава у куќата со трофеите. Да, зашто? Затоа што толку е необременет, а необременет е само реализиран човек. Се друго е суета која што мислел дека треба да стигне, дека направил нешто, ама нешто недостасува и тоа мерење постојано го гони веројатно. За разлика од кај тебе ти си поприлично растеретен, исколиран, не ни споменуваш ни едно ни друго. Немам ни потреба, само фама. Многу лоши вредности почна во градот да биде. Порано беше и друштво, па и на клупа да седнеш, па ќе излеземе у град, али друштво. Сега се излага само да бидеш виден, ти можеш да имаш, да немаш бензин да ставиш во кола, ама важно 200 денара ќе најдеш за да бензин. пијамо овакво, знаеш, да се понаша. Не излага да се забавуваат луѓе.
не идат, ја на кошарка отидов за да ми кажат извод од матични 2 слики. Сега почнуваат родителите се менаџери. Да. Ги разбирам до негде може и имаат проблем све, али децата треба да се пуштат на професионални луѓе кои може да им помогнат, да ги усмерат во прав Има ли кај правец. нас професионалци? Има професионалци, само треба да се слушаат, да не се слушаат тие квази менаџери. Има и менаџери Кои што со честни исклучоци, Вртка тук. али има други што ги држат во Македонија. Јас сум реков, ако сте прави менаџери, зашо да им земате и онака се нашите и договорите клубовите што ги даваат во своји можности, секој си дава, има некој повеќе, некој помалце, зашо да им земете 10%? На 10.000 они им земаат 1000 Зашо да не зема 11, а ти земи кој ќе го продаеш ван Македонија? За во Македонија клубовите може да се договорат со играчот усмено. Да. И тие работи председателе да застанеш ми викаат Перо, добро, Перо да застанеш со нас против менаџерите, да нема менаџери. Ја немам ингеренции кој федерација, ама ја реков јас кој индивидуа ќе застанам, ќе излезам со соопштение против на играчите, ќе ги советувам. Ја не можам да забранам играча кој сака да потпише со менаџер. И има ред такви други работи. Првиот договор во колку драхми беше? Тоа татко ми да го прашаш. Морав татко ми да го потпише. Зашто е клинец. Мене што ми требаше бе за летно време 2000 евра да ми останат за 3 месеци, преживував сега за бензин не здига. Чеки тоа е АЕК Катина, да. АЕК 4 години. 4 АЕК години. Драган Шакота, популарниот, сега е вратен пак во АЕК по четврти пат. По четврти или трет пат. Најголемите успеси ги има АЕК само со него. Трофеј ФИБА освоја, Куп на Грчка освоја и ние освоивме 2001-2002 сезона титула против, тогаш играше во Олимпијакос Алфонсо Форд. На првиот пик на драфт сега што ја ризаше, татко му, Стефан ризаше. Французино. Да. Игра сите тие, Боди Рога во Панатенаикос. И таа И мене ми е приказна, кецу кец таа. И еден клуб, единствен клуб, кај што ми се жолто црни дресовите. Повеќе морало да биде беше? нешто бело и црвено. Како беше со Боди Рога за минута и пол 5 лични грешки. Па ама и тоа е добро тренер кој ќе те стави, знаеш, да. Абе ти го гледаш прво, јас пак како што кажав тоа, Боди Рога. Знаеш, сум го гледал на телевизија до тогаш. Сега деца, јас тоа зборам со моите деца. Моите деца израсна, Лука Дончич му праќа на син ми дрес. Ал Харфорд име ко анкл на Вујко, си зборат. Богдановиќ име ко најдобар другар. И он со Дени Шродер. И со Богдановиќ другар си, па тој Гровар е партизановец. Каква боја на дресови игра сега? Сега добро, сега. Фала ти многу, фала. Боги е цар, шегувам, со цела да. фамилија Дечко, негова, е. цела цимери бевме 2 години во Фенербахче. И сега деца имаат тотално друга перцепција. Сега Тотално тебе друга. Богдан ти праќа, овој ти праќа Јокиш првоставо. Имаме во канцеларија ми. Да. Во дресот. И они? И сега Супер. ќе излезеш тука. Лука е многу скромен. Павел си е цар, американизиран, он би успел во Америка одма. Да? Петар што ми е по фудбалот, нели како киде светско фудбал или било што, и сега сите деца Ембапе. Чека, Павел колку години? Павел 11, сега ќе полни А кај игра? 12. Павел игра во Вардар и Лука игра во Вардар. Лука кошарка игра во Вардар. Кошарка и Павел и Петар играат кошарка. А и Павел игра Најстариот и кошарка. средниот, да. Ја мисле фудбал игра дека И викаш. Петар го запишав да игра кошарка, нагло му текна да игра фудбал. Сине, тато имаш поддршка. И каде игра он? Игра во сега клубот водно, не знам како се вика, ќе ми опростат. Добро. Може и да замисли зашто не идам гледам. Фудбал тера он? Тера фудбал денеска го зезнав малце на пијачка, му кажам, сине. Телце има баш високо, му кажам, сине. Аха. Кошарка? Повлечи си го само микрофонот овако така да. Сине, кошарка? Никако. Добро, тато. Добро. Не ме ни боли, само да трчаат, само да го движат телото. Парите кој ги чува, татко? Тато? Кога рече првиот договор. Парите увек сум сакал ја да си ги чувам. Имам среќа и тоа што сум го направил. Ти ги трошиш многу. Па на мојот начин на живот и све, не сум имал некој да ми каже, штеди вака, штеди онака. Знаеш, тоа се многу пари за дете кој ќе дојде од еднаш. Сега јас Ми зема и од работнички тогаш 100.000 евра, така да се смалија, поделени се. говорам после Фенербахче на друго работнички. Тие, се па зима, добро, знаеш. после си идат желби, коли, станови, сати, јас сум љубител на... Колку ќе купите станови? Нешто ги инвестирате, ги работите, нешто, знаеш, сега говориме за суми за заработени пари, вели, сега јас кога листав Перо Антич меѓу 32 најплатени спортисти во Европа. во Европа, во Евролигата, NBA, знаеш што се јавни договори, сега они ќе кажат
1 милион договор, 2 милиони договор, сега тие 2 милиони не завршуваат сите за тебе, тука претпоставувам има менаџери, па Сите се мои. Сите се Менеджерот твои. се зима од Да, клубот он 10%. се зима. Да. Види, инвестирање во кога играв, јас ќе зборам за себе, не можам да вас? зборам има. Не, Немој за вас те молам, со ти идеме другарски и братски. За тебе. Како се вика, јас ќе купев стан и сакав да го живеам животот а посебно да го живеат и околу мене. Имаше по 20 души околу Како мене. не сме били ни за Штеда. Имаше плаќање кредити на станови, купување коли. Не, тоа не сум до толку. Не побарале. Ја ќе чујам дека имаше 38.000 евра, ќе кажам, за еден кредит. Јас слушам дека имаше уште толку им фали за да биде исплатен кредитот. И се јавив во мојата банка, реков да нема тука, случајно се дешава дека е во таа банка. Земите од мојата сметка, исплатите го кредитот, стајте ми само едно пуслуче утре. Јас напишав толку од мене, сега наставите да живеете. Мене ми било мерак да купам и кола на некој, ништо за возраст не сум сакал. Само не сум сакал да испаднам мајмун, да ти изгубам на крај. Пари тоа што кај нас Што ти е бе, човек? Колку пари имаш ти? имам доволно за да не мо љакам и да живеам нормален Што ти живот. е во позитивна смисла прашувам? Што само ти Емоциите. Пандев го прави тоа и тој така е малку. Парите ми донеле многу и школа и многу проблеми во исто време. Ќе кажат луѓе, лесно е, сега ние немаме пари, ја ги разбирам сите, има проблеми. Парите може ќе ти помогнат да си купиш што сакаш, али цело време не знаеш дали си со правите луѓе. Среќа имам. Тоа сакав да прашам. Обично ви се лепат такви како да ги наречем лигуши кога ќе. Тоа е чудо Не се едно лигуши, пијави си. како стигнуваат до вас, тоа е чудо едно е. И просто треба време за да дојде некој нормален за да каже ало што правиш, го знаеш ќе. Ја може да ти кажам дел од тројца ти кажам, тука е Гокси што ми е 31 година, јас сум му кум на него. Највише сум каран од него од било кој друг, Од знаеш. такви пијавици што ти се лепат? Да, што се лепеле, што знае. Тука е и Семо, тука е Бамбал, тука се ред многу од нив 5 се многу. За мене се многу и од 5 до 10 што останале. Поради тоа што имаше по 20, по 30 кои ќе излеземе. По град ќе се надоврзат. Ја не сакам никој да плати. Јас сум во можност да платам. Не сакам да направам да се осетат починет или нешто, го правам на некој културен начин. Пази, зашто ја да пазам па со мои пари, знаеш како? Ама јас сум гледал и тоа, зашто ми значело нивното друштво, нивното Американците присуство. вака ли живеат, бе? Бато, денар не даваат. Денар не даваат. На тие пари што ги земат. Сега ќе ти кажам И една тој прича. Леброн не дава и тој што и Со прави. Леброн не, за Леброн ми зема тоа фаул од 18.500 флегрант која направи во финалето, кој удрив од земја. А излагаме Атланта, ја Пол Милсап, Дени Шродер, Табо Сефолоша, Елтон Бренд, на Пол Милсап двајцата браќа и уште петорица од клубот. И седиме у еден ресторан и веќе доаѓаат 2 сат. Јас се најадов све и вино се напи. Сакам да си идам дома више готово, знаеш. И гледам на телефон. Доаѓаат 2,5. И гледам никој не бара сметка. Овој зема 29 милиони, 18, овој 16, овакво ја 1.150.000. На тоа одземи 40% лево, десно се стан. И пак останува, ама дечко 29 милиони успоредба со ова. Ја викам чек плиз, ја плаќам, Што не пари. подпишувам 20% на тоа и они кој ќе отиде. И он ми ту типи не реков, сте се заебале еднашка со пеки тоа. Јас си научив, му реков на тренерот Баденхозер, ако сакаш да ги носам за тимски дух, пошто американци не се дружат. Ки си платиш. Му викам ќе ми даш тимската картичка, секој понеделник ќе ги носам во Естике, Стейкхаус. А пијат? Пијат? Јадат, пијат? Ова како? За јадење, јадат баце. Јадат, има и што да се јаде во Америка. И ја јадев. Што има бе Макдоналдс? Што има? Па тоа, јас сум junk food junkie. О, гледаш Јокич и носеше бурек, ти не се смаѓа. Бурек кебапче. Таму да има и седмица. О, па ја секој ден бато седмица. Седам со екстра мајонез. Пак треба искрана да има, но Не се навикнати тие. Друго не се навикнати да дават, они викаат и split the bill. Ние сме друг. Јас кога кажав, И што и прават на парите? не знам. Не знам тоа, не знам. Во нешто, И да ги инвестирам, и да ги правам и све. Јас не сум правил тие работи, сум го живеел. Ја имам среќа, имам операција 7 сантима титаниум во една нога, 7 во друга, 4 типли ми го држат рамето.
Што збориш? Да, во кариерата. За коленава знам. За Не, тоа. колената немам, Не, на нозите. На не на стопалата, да. да. И телото што издржало до толку за да стигнам до таму кај што стигнав. Со мојот начин на исхрана, али желбата, срцето, упорноста, предизвиците ми направија тоа. Да не бидам failed project на еден начин. А ја представам државата, ги представам клубовите. Никогаш не сум сакал да дојам дома да кажат, ово. А највише го добиваме тоа ние спортистите дома кои ќе Супер е овој момент, целиот што го зборуваш. Нешто ги тргаш нешто на страна пари, знаеш. Сега ја како некој бројач на пари, сега одам по тоа договор. Ти си ко financial advisor се. Не, сега види, договор, не знам, во Фенербахче 1.2 милион, во ваму милиони не знам колку, во Звезда е последното играш и колку за, ако не се лажам, и не За 15.000 месечно. 15.000 месечно. Значи можам да стигнам до некоја сума од што ја знам 4, 5 еве до 10 милиони евра, еве не карикирам, не ги инвестираш, не ги вложуваш во сите ужива, знаеш. Види, пошто имам пара се бизнис, троши во нашава држава немам бизнис. Во нашава држава се стигне до бизнис, треба Бог да чува, да си близок до некои луѓе, па треба да, не знам, бизнисите ми се во Србија и во Република Ама Српска. добро, значи имаш бизнис, така? Имам бизниси некој, не зборам воопште за нив. Зашто? Не сакам да зборам кај нас. Па твоите се спечалени пари. Најчисти, а толку Најспецијални зборувани, пари, толку што? све. Не зборам со тие, си работам и А во која гранка е? во гранка на рударство на некои тие работи. Добро. Во едната држава, во другата има и недвижности Чим и тие работи, но може да замислиш дека тие два бизниса ми патеа посебно последните 2 години и последните 5 месеци. Да. Тотално не бев сконцентриран на ништо тоа поради ситуациите и најголемата болка може да кажам на сите спортисти кај нас. Сегде да си ценет, буквално сегде. Америки, кај год да идеш, као Господа те гледа да те поканат на пригейм интервју, на те најавуваат дека ќе дојдеш, цела сала ти станува да ти скандираат, доаѓаш тука, имаш проблеми, а правиш све со свој труд, со своја енергија, да не кажам и со дел со своји финансии, као спонзорираш, а добиваш, например, не очекувам да добиам браво. Бар да нема одмогнување, знаеш. Не, ама мора да се слушне приказната, Пера, затоа што од кој аспект? Знаете, онака ќе ово е мала средина, ово е едно село. За нас Југославија е село, ние кои што бидејќи јас сум го работел, па Македонија е едно такво село. Перо ќе излезе. А Перо си колира ќе излезе со оние мотрчењето на Сватевето со квадот. Ќе Па и за квадот можам да ти кажам дека комши овде во Влај, ќе те видам и со деца мали беа, сега не знаев дека толку тоа беше активна кариера, но никако не излеговме од ова село. Јас имам чувство дека Перо нема проблем сега да ги викне Тоше Гечевски, па и еден Петар Нумовски, еден Владо Илиевски. Дојбе луѓе, дај да седнеме да видиме што е работа. Со сите сме добри. Дај да направи, да видиме што Не знам дали можеме со Петар, али би седнал, ако е за добро за Македонија. Па не зборам за кошарка. За кошарка и за било кој спорт. Пеца Нумовски што викаш играл. Да. Перо Владо, Антич, Тоше, Владо Ѓорги Илиевски, Чековски. Чековски, значи Близнаците. тие игра, близнаци, да. Значи тие се на крајот од денот ако сакаме и овие идоли на младите. И Симичи, Блажевски. Да, се разбира ако се и Врбица Стефанов ќе кажам. Врба Джоле Стефанов, Војновиќ. И има назад да се враќаме. Зашто ние не може зашто мислам дека не е проблем да се седне и да видиме, дај да видиме што е работа, не сега да се да правиме како што некои се излегуваат и со секој се расправа. Се расправа, јас кажав, 5 години една особа, ја нема да ги спомнам, јавно се ги знае, по примерите што ги зборам, 5 години води војна, нит сме биле другари, сме се поштувале спортски, и од мене имал увек спортско поштовање. И плюс имал поштовање како родител и како сопруг нечив. Зашто јас ако нападнам некој, влие тоа на целата фамилија. Да е не сам. Не тебе тоа стил. Не, ама не ми е ни стилот тоа. На терен се решава со резултатот на крај. Да видиме кој како можеме заедно да стигнеме. Затоа сите во секој тим кај што сум бил, до ден денеска сум другар со сите.
пријател и тоа близина, тренери, затоа ги имаме сите контакти во ФИБА, во Америка. Јас сега бев ово лето 2 пати во Америка. Морам да те прашам. Стварно ќе одиш во Феникс? Договорот беше на маса, 3 годишен, го одбив. Колку пари? 250, 300, 350. 1000? $1000 чисти. Зашто ја не сакам да подпишувам без да ми е бруто. Нето сакам да го имам, пошто таксите нивни ме збунуваат. И не сакам да знам на колку пари точно имам. Чекај, и одби? Одбиено во моментот кога со тие што сум влегол во федерација. Чекај, што требаше да бидеш во Феникс Санс? Помошник тренер. И ти одби? Имаш 4 напред, 4 позади првиот. И ти одби? Одбиена без никаков проблем. Зашто да се замараш овде? Не ми е замарање, него ми е борба со моите другари, со моите пријатели, со моите луѓе кои сме тим. И за тим нема шанси да ја одбив 1.600.000, ако више официјално или само за тебе ќе кажам 1.600.000 во Кина кога дадов рака со Тоше. Мишко Ронaldo би сева 6 месеци $1.600.000, Перо Кина, Армани Джинс пола милион во Евролига. Ја реков не, дадов рака на Тоше Гечевски дека идеме се бориме против криминалот во кошарката. Поради тоа што знаеме што ни требало на нас кои играчи и ние сме само сервис да им дадеме. И никогаш до сега тоа не ми било во глава глупакот зашто не отиде. И не жалам ни секунда. Тоа пак ќе дојде. Ама ја ќе ги изгубам, ја нема да ги оставам моите пријатели. Во пријатели си дел од клубовите, не дел од клубовите, сите клубови, ама има дел многу почесни што се и што стојат на правата страна, што не потпаѓаат под влијание или закани. Што ги разбирам и заканите, поради тоа што работат за парче леп, професори се. И јас со нив заедно ќе се борам до крај. Прав македонец е, што ти е брат тебе? Ти дали си? Нешто ми е бато, чим ја почнав и да тренирам и све овакво, здрава исхрана. Сериозно? Сања крив. Сериозно ли си дека мислиш дека ова може да се оправи? Јас сакам да го оправам. Ја многу си ја сакам државата. Па јас ја сакам. Знам, не викам нешто, многу ја сакам. Сите ми викаат 20 години си надвор. Сега прав македонец, знаеш ќе овој си ја сакал државата, отиде у спот на Вучич. Сите пари? Отиде у спот на Вучич. И утре да ме бара пак ќе отидам. Јас сум ова е проклетие, како да ти кажам. Јас сум горд македонец со српско порекло од дедо ми. Татко ми е роден македонец, јас сум роден во Македонија, дедо ми е роден во Ниш. Ја имам потекло, али тој Вучич како се проставил према мене, нит побарал нешто посебно, едноставно муабет. Колку помага на државата наша, многу го знаеме кој праќа и хеликоптери да ни помагат за пожар или било што ќе требаше вакцини. Звездачи ве како се држи. Да. И како се вика, само отидов да му дам поддршка и он сам пред 25.000 голема благодарност што дошол. Не, ова се обидував да влезам во тој менталитет. Ја немам намера ниту да ја напуштам и ќе се борам со последниот татум за да ова да стане нормално место на живење. Ја истетувирав овде знаме кој игра во Грчка и позади имам токав војник македонски стар и пишува Macedonian Warrior. Намерно за да правам проблеми. Што си ти сега, Маровец или комуњара сега? Јас сум македонец. Име Перо Антич. Дека знаеш како тука. Не. Мене ми вика Перо бил СДС. Поради што дошол во федерација дека бил СДС. Додека беше СДС, ја имав 2 пуча. Ја имам многу пријатели од СДС. Имам многу пријатели од ВМРО, имам пријатели од сите партии. Они што си се по професија и тоа што прават, кој ќе седиме ние, ните муабет партија, ните муабет ништо, едноставно некогаш кои се можностите за да идеме во подобри насоки. И за тоа северната расцепија. Дали знаеш кој го смени, која смени името по 100 пат? Дали знаеш кој го смени името? Петар Номовски. И ова не е напад на Петар Номовски, дали му било наложено или не, не знам. Не сакам политика да го носам. Шеста точка на дневен ред за избор на председател, што ја прави тогашниот председател. Шеста точка е смена на име на федерацијата од Македонија во Северна Македонија. Седма точка е гласање на недоверба на председател. Осма точка е избор на нов председател. Јас уште немав управен одбор. Нели морал управен одбор. Не, ја идам спортски, уште не сум у тој филм. Затоа имам добар тим околу мене. Викаме ќе го гласам управниот одбор. Ја нит сум слушнал, а во устав е влезено. ФИБА ти наложува
казна. Знаме стававме ние од почеток, само знаме. Вика мора име да стои на државата како е во устав, како е примена во сегде. Да, да, добро, Норд Македонија. Да. Фиром бевме еднаш. За мене Македонија, пак ќе кажам, Па е едно. 2012 игравме со Фиром ние. И бевме Фиром, сега И- барам на преверени не пишувам макада сега, ние мене ми можеме кажам- да кажеме дека ни смета тој договор дека било што нели како прав македонец, но реалноста е таа која што Не можеме ние да влијаеме. Секој ми глумат лудило и тие политичарите ќе земат ќе глумат лудило, па не подпишуваат, па не кажуваат, а сите договори ги подпишуваат со тоа. Нека најдат еднаш кај што сум кажал јас со целото овакво, А што и јас ќе си. А што и да си кажам? Не сум кажал. Ама и да си кажал. И Тоа е што, тоа е моje кривично лично. дело е? Не е кривично, едноставно не сум кажал, не. За мене една Македонија. Јас се вратив после 20 години да живеам, имам опција Турција, Грција, сегде да идам, некој ќе ти каже, па иди бе што седиш тука. Душо Не, не сте ја сакале државата толку Не, кој не, што ја не мене ти ми викам. фалела државата, 20 години печалам на страна, моите, немам нигде. Задњата година мораше во Турција да се отвори сметка кој игра во Фенербахче за таму да ги префрлаат парите. Само тој договор. Сите мои пари се донесени во Скопје. А сега напрашам тоа, месечно ми плаќаат, како изимате? Месечно, ако зимаш 1.100.000 евра ти е плата месечно. Ама ти отвара сметка вака или знаеш? Картичката. Направи зимаш, направи ви даваат как не знам како. Не ти е гајле, не ти е гајле. Не знам како Звезда на плата. Звезда на пример 2006 6 плати ти души. Ама добро ти е сега ако беа тоа. Знаеш, ти дужа плати некој, Тадич тогаш да. тој гробар не ве закаже тој после. Управо си, управо збори слободно против. Само После- Желјко да не гледа да се После најде. кој е Жилко Брат, Обрадовиќ? мене ми е многу драг. Жилко е супер. Едноставно, Тој тие ми- работи кај нас, Не, тоа е во светот првото. како функционира во Америка, знаеш, пошто тоа е сума на пари, сега ти стигнува на сега ја како ти кога си Да, се да. видел со Боди Роге, ти стигнато еднаш ме 100.000 евра плата. Е, вака беше тогаш кој играв, кога бе околу мене 30 души. И Гледаат, вечер ќе идеме некдека. Идеме, Колку ќе потрежиш, се пие бе? Blue Label сакаат. 500 евра сакаш флаша, пиво? Колку? 500 евра флаша. Ако не се со мене пијат пиво, на пример. Не е никаков проблем. Ве прави се рекни, сакам јас, сум во можност. Али се разбери цела фамилија, моите приоритети и на мојата бивша Апсолутно. сопруга, децата да бидат обезбедени. А, брат, 100.000 евра месечно што сакаш, не можеш да ги мислам. Па се знаеш како се трошат. Знаеш како се трошат. Како бе, брат? Лагано. Отиди на Бузуки една вечер. И добро да е 100.000. Направи еден оден ден. 29.000 евра ќе те фати. Добро, сега јас тргнувам од скромност, оно, знаеш, нели, колку што имаш, веројатно може да се потрши. Обожавам коли, сати и патики. Да? Ја може ми дадеш шутекс, порано се сега не постои валјда. Се сеќавам. Не постои, сега доле у подрумот спушти иде се у изнад ГТЦ попој. Шутекс, горе имаше Не ми е и важно, кошо. ми се важни сати, многу сакам сати, колекционер сум на сати. Што ти е ова? Брайтлинг. Колку пари? Не знам. Не, немам Поклон- појма колку поклон ми е. коштат. Немам појма. Нали, А како леташ кажа? у бизнис класа или? кога играв? коленцата. Кога прашам. играв? Заради колената прашам, стварно. Не, навикнати сме Е, ние. ова, знаеш, Мицковски, нели, кој патуваше, дека имал проблем Види, со вака, може ли на таа тема, многу ми беше за коленцата. ја читав таа тема. Морам ова да го кажам моje мислење. Тие се ја водат државата. Не е важно дали било СДС или ВМРО или било кој. Тие се представници на државата. Тие треба да бидат во бизнис Ама клас. зашто мора да се правдат? Ја ниту Ма не, знам, јас сакам, да. они треба да идат и со приватен авион. Они Апсолутно. представуваат државата. И треба да има- Народов како се фати Мицковски, зашто летал во вакво или овој како летал. Ало, луѓе, тие представуваат државата, највисок орган се во државата. Они кои ќе се појават таму што да ги чекаат економи да излезат или некој да се Мене ми е испокарат. тоа жива глупост. И претходната влада кога нарачувала за ова влада нарачувала не знам вакви тањери. Ема ако дојде Меркел со пластична чаша ли да ја пречека? Ама тоа го зборам, Ја види немам зашто се проблем со фаќаме тоа. ние. Ама проблемот е зашто Мицковски има потреба да се правда дека имал проблем со колената, полетал во бизнис класа. Не бе, пријател. По закон мене ми следи заштита и јас треба да летам Јас со... пак ќе кажам- Сега ние ќе штедиме на бизнис клас и ја отера Ама цела он треба држава. да излезе, он треба да иде на еден состанок во втор. Било кој да не испадне сега бранам еден или друг. Ама не, ова за Зборам сите важи. функционери, Треба било и они- кој. Сите тие министри кои ќе патуваат, да излезат таму ги чекаат на дочек и се да личи на мора нешто. да бидат лични. Треба да личи И нек- нема потреба правдање, нема потреба ништо. Треба ја да сум кон нив. Ја озбилно, премиер треба приватен авион да слета и да не му е гајле што кажуваат било кој.
Поради тоа што он е тој што се бори и што прави да се створат услови, да се најдат пари и тие работи. Али ние сме таков народ, посебно тие тастатура фраери. Па тие се најаки фраери. Оу. Тие се најаки фраери. Сега кој ќе А истите тие кои ќе те видат, Па тие се тие пијавици лигуши, што ги. не се тие ни пијавици ни лигуши, да отидеш дома кај нив ќе видиш изгорени теписи, јастуци прљави, ќе видиш пица, овакво сигурно ќе видиш како американските филмови. Па тоа не е ни до парите на крајот од денот, тоа е и до воспитување и до сам однесување, себе однесување. Но тоа е. Не изеле од као ја од Зоки на времето, еден прст му е како 2 кебапа од десна. Кој ќе ти даеше 5000 вати, не ги даваше често, ама правев ја проблематичен бев. Одмат на ресет те става вата. Од Зоки. Цртал ал делит таск. Менеджер, еден таск. Овие деца направија фантастичен успех, од кој аспект? Ја нема да влегувам во оној момент каде што наши експерти по кошарка, нема било Б дивизија и така натаму, не сваќаат дека, но јас ја фатив онаа генерација на, мислам дека беше Предраг Самарджиевски, Мирза Куртович, кога беа четврти, мислам дека и Владо беше тогаш Илиевски. Да? Капитен четврто Литванија. Четврт. Не четврто Литванија. Кој е? Говорам за дечиштева 90 и Тоше Гечевски тие тоа Буштур Мали. Како се викаш оне Предраг? Сега Не е Предраг Самарджиски. Самарджиски е многу помал од мене, исто 2-3 години. И јас знам дека беа Да му се на Тоше да не ги издиктира. Они беа младинци тогаш. Четврто место, да, знам зашто. Место. Потоа доаѓа период каде што, значи, држало кошарката. Мазата работнички било дербиште невидено. Ја на мазата 2,5 сата пред надпревар сум идол. Ја у тоа се личило дојден од Штип, од име, дајте ми, викам, само прес картица за да можам да влезам да гледам тоа сала, се пуши, натре не се. Му сметаше на некој? Не. Сега и банана ако нема смета, знаеш. Мазата Реал, мазата Асвел, мазата тоа не знам. Работнички тау керамика, јас ти кажу, ја играв Раймондо, не играв, бев на Не клупа. ти ги споменувам мазата намерно бидејќи на тоа. Не, јас сум. Тоа са личето алуминиумско таму кој што е Либенката. Књазев, јас се сеќавам на екипата се сеќавам, ова е 97 година, 96. Се гради кошарката, доаѓаме на прво европско. По сила на случајност многу добро се познавам, дури можеби фамилиарно сме блиски со браќата Боцевски, тука е Пецен. Цареви. Тука е Пецен Умовски. Оној прв наш Да напоменам, ги спомне, извини што те прекинувам, Боцевски браќата, синчето на Дуле, се надевам, имаме одлична визија во Италија, имаше повреда на коленцето. Играв кошарка со него. Да, Лепотан. Го знам детево. Извини што прекинувам. Не, нема проблем. Сакам да кажам дека имал континуитет. Нели игравме тогаш и Израел, 10%. Прво првенство, 10%. Играше на тоа прво првенство. Потоа се градеше репрезентација, стоја тука, нели пак имаше Во Б дивизија отидовме после таа. Отидовме во Б дивизија. Од Б дивизија ти одиш полека се качуваш. Полека. И ни требаше од 2002 трета трета до 2011, замисли. И јас затоа викам, мора да има смена на генерации, сек да има. Ние сме мала држава. И истото го направи и МРМ. Да. Дајте ми 5 години, за 5 години јас гарантирам дека ќе играме европско првенство. Го врати Пандев. Кај нас исто Б дивизија, за 10 години, 9 години ние играме Литванија. Иако вие отидовте со германците заедно во авион се шлепавте за да не платите. Не, тоа беа лепота искуства за нас. Кога ќе го видевме Дирк Новицки од блиску? Мики Мануилов буха, физиотерапеутот, дури си седна до Дирк, му вика, дај една селфи, бе, брат. Знаеш, он е легенда. Он е од 90, од првото европско во Франција, до ден денес се уште ова репрезентација. Ви испративме на тоа европско првенство, онака, као... Се чекаме. Во групија со Грција, па Купија. Се чекаме назад. Па на реклами нешто ве пушти. Мислам дека само од бојкарите беа бетер од вас. Они со автобус одеа пустите за да стигнат до. И на крај Волку, не ви тие ви беа спонзори на мобилниот оператор. Првиот стартувате со пораз и потоа почнувате да мелете. Едноставно да мелете. После првиот пораз ги читавме коментарите, го кажа во едно интервју. Јас сум таков маце фрик. Добро, а федерација ви дава пари кои играте? Имаме дневница која сме надвор од Македонија. Мислам дека беше кој игра за репрезентација. Имаме опрема, има дневница која ќе се игра надвор. Тогаш беше мислам 8 евра дневно.
Ама задоволни бевме. Знаеш зашто? Зашто едва чекаш да ги видиш браќата и да седиш со Добро, нив. чекај. Тоше ми е цимер да го слушам кавадаречкиот. И како хрчи. Легенда. Како хрчи. Добро, ако не беа германците, со што ќе одевме? Се снајдевме ние, Македонче, Со автобус со 5 коли, брат. со било што. И тоа ќе го направивме на врхунски начин. Дали е вистина, ја ќе одам Да. на преварите, дали е вистина дека физиотерапевтот или кондициониот тренер кој што го носи врва, Добро. Знае за кој Сандро зборам. Беркандино, Ето. секој час. дали е тој на некој начин клучот за успехот или еден од клучевите за Едено, за успехот? не можам да кажам дека е, он многу добро ги спреми, ние сега по старите, ти кажам, има Марин доаѓа и вика, ние обично по старите кога се истегаме на тренинг малце, ќе си истегнеш тоа што ти треба и си се измове. точно знаеш. Вика, момци, ајде, молам сега Сандро, Монтепаски, Сиена, име, презиме, да се истегате. Станко, знаеш дека има, стане, не се љути, брат, Чековски, со куковите проблем. И сега ние, ајде, има онаа вежбата, нозете вака како ќе ги ставиш. Па да фатиш со рака. Да. И Станко и со англискиот тој шкубуреше, сега си е перфектен. И му вика, Станко, do it. И Станко не може ги допре нозете од куковите, не може ништо да допре. No do it, what do it, no do it. И Сандро почна прво, она... Чековски си. Брату, цара. Станко да не бил, ја не би бил Стане и Тоше да не биле, и Дел и Марче, не би бил јас тоа што сум се тука. Значи, Владо, ти, Стојановци, Дарко Соколов, Да, јас се Ивица сеќавам. Димчевски, Марко Ивица, Симоновски, деча кои што беа Мите Мираковски. помеѓу вас таму, Да. кои што беа. Па Ивица и Марко Симоновски не влегоа една секунда. Не е битно, А четврто како е. искуство собра? Јас тоа е некој мој искуство и мој стил кој ќе те моја желба како да се водат играчи е помали да ги ставиш што побрзо со постари. Они пак ќе си играат и за своите, ама да тренираат со постари. Pero, Пеце, не се љути, Пеце Новоски. Мене вака ми веле, бидејќи ја не сум за Звезда Партизан, ја бил Да. комплетен торцида, хајдуковец, значи и за југопластика, за тие, Респект. за сите. И они вака ми велат кој кидам во Сплит. И другите кои што гледат. Тоше ќе навија за тебе. Тоше да. Пеце Наумовски. Кошарка игра изворено, само што седеше на клупа покрај Раджа, Кукоч, апропо ова што го говориш Тоа што како кажам на млад. Final Four не влегол, Да. али собрал искуство. И сад се сосема другачие после кој ќе дојдеш. Јас знам примерот. Јас бев задња фрула во репрезентацијата 2000-та кога отидов во Америка во средна школа. Задња фрула, она на крај да те става. Постари, тука беше брат ми, да не ги набрајам, Алек Јончевски, Жучо Педжак, Форе Да. Калпаков, на Стеруни Андоновски синот. Јас задња фрула. И како се вика, се враќам после 6 месеци. Во истата таа репрезентација со постари. Најдобар играч и јас кажувам што е како е. Само што Да. отидов во Америка, другачи тренизи, се враќаш, нас ни треба малце тоа фитилјо да се запали. Фитилјо да се запали. Инатот, балканскиот инат да те тера, ебе подобар сум од овој. Дај да видам. Ја никогаш не сум сакал да ги... Може сум сакал на надпревар, на некој начин да му покажам дека сум подобар, да му закуцавам. На Станко, иди закуцај на Чековски. Или Чековски те кокне. После кој ќе идам назад со помаливе, меди млеко. Ти ударат овде, ништо не бе. Литванија ја очекувавте? Домашен терен? Ви как Литванија- Ја, ти видеше, идевме меч за меч не растеретено, ама веќе Литванија почна да прави притисок. Можеме ли до полуфинале? Не. Никој не ни направи притисок, ни самите на себе, го кажав тоа, Шпанија играме. Ни скаутинг. Полуфинале? И било кој, еве ке трнам од Грција. Од Хрватска. Првиот пораз, ја отворам лаптоп, дрва, камења, све најлошо што може. Кај нас е тоа кликот као за светло палење и гасење, кај навивачите, кога од најлош стануваш. Не се тоа навивачи. Искрено. Не, а си има, со тоа се друга Има, бранша да. али ја ги викам. Читаме, и тоа ше море затвори тоа, бе, не чите тоа. Знаеш, тоа ше не го интересира, не. После тоа затворивме, не ни интересираше ни добро, ни лошо. Никој против кој играме. Играме наша игра. Си се знаеме, се смеевме ние, се забавувавме. Идеме на терен, газиме. Тепање, тоа ше што физички, ај ќе кажам, не беше тогаш најдобро, ама си беше солиден. И се повреди, он пусти. Се повреди? Се повреди со рака. Тоаше и Бака не може му да уствари Бака. Некој од овие центри што игравме пред тоа Лавринович и не знам кој овако, знаеш. Да
Ствари не играше ни со Литванија, со Словенија он се повреди. Заза Пачулија нели играше. Тоше се чува со Заза, не му се дава. Литванците А денеска ќе те удрат, Да. се тргат. Нема еден за сите бевме, сите за еден за сите. Литванците со Јосикивичио, со тоа беше Лавринович, штамата, Јавтокас, и ред други. Добро, што играат. можевме ли со шпанците подобро? Тој на Варо не улови. Ја мислам подобро тоа нема. Подобро тоа Му нема. тргна на Варо, Му се да. сменија сите најдобри играчи на Наваро. Наваро кој ќе му трне, довиѓење. Мене ми е драг и добар Као пријател. Кери со Србија. 36 коша од една нога даваше од све, ние на полувреме ги водевме. Па и после со Русија кој игравме тие, па два пати колку ме изнервира, тој Шветли беше, кој беше што ни даде. Швед, Кириленко, али такво поштовање. До ден денеска Македонија, до денес се збори. Еве новиот директор на Lidl, што се гради тука, се запознаваме, он е литванец. Здраво се сеќавам на Литвани, јас сум бивши кошаркар, ја му викам прво нешто, замисли треба збориш нормално. Те боли уште, а? Знаеш, тоа е спортското, знаеш, нема да. А знаеш на што исто многу се радувавме тогаш, затоа што ти го спомена Чековски дека не говори јазик, меѓутоа Владо Илиевски, Перо Антич, сите кои што даа втизија, оно говоревте на, знаеш, порано беше малку не знаат јазик, ово перфектно говорење на давање изјави, бидејќи задолжително давање изјави. Прво да разјасниме, Станко не дека не знае. Станко не сака да не збори. знае, да. Станко не сака, вика, ај ти избори. Ама Станко после тоа, после овако си се... Ама сите зборе перфектно зборе Перфектно. англиски. Колку треба да дадеш на баскет се? Да. Може уште 15-20 минути. 15-20 минути за децава да паш. Ако. И сега таа генерација очекуваме да биде наследници на вашата. Сакам да ги расчистам дилемите, бидејќи јас имам внуци кои што играат кошарка. Дека тренерите, Перо да не речам председателя, има ли тамо да не игра на тато, на мама, дете, едно друго тренерот, како да ги тренемете? Има, едноставно тренерот стави ги тие, ако имаш било каков притисок, дали од, да не кажем, од тата, мата или од негде погоре, дојди кај мене, јас ќе се борам со нив, ако имаш притисок од новинари. Зашо играш вака, тере го твојот стил на игра, Не говорам за деца, јас сега говорам. и за децата и воопшто за све. Да. Тере го твојот стил, све пребацува на мене. А ја погрешно ли правам кој ќе речеме 16 години се уште би играш тука на 16 години Лука Дончич имаше прв договор Реал Мадрид. Не треба таков притисок да им се таков притисок не треба да им се дава на деца. Па добро, они се филмаат овако. Се филмаат, реалноста е друга. Мора да гледаме и реалност малце. Јас и организиравме има тренер профа на Игокеа кондициониот, еден од многу ценети професори и доктор на науки, да доаѓа во Скопје. Селекција од 30 деца, суплементација од федерација, теретана и мерења, за да имаат екстра тренинзи. И плюс семинари. На еден од најдобрите сум присуствувал на доста семинари, еден од најдобар семинар што кажа почетокот, се изгуби fundamentals. Али првите 3 букви од fundamentals се фан, забава. На децата им се одзема забавата више. Они почињаат да засакуваат во било кој спорт зборам. Еј мораш да победиш. Еј мораш ова. Не, он мора да се забавува да е тоа кроз игра. Недостасува, но имаш родители кои што гледаат неговиот син па да го пикне па на менеджер, па да го продаде, па да направи пари. Мојот син Лука Антич, на кој сум најгорд, што ми покажа карактер, да ми простат и муда. Почна да тренира, нели, татко мој председател на федерација. Ја можам го ставам да биде и селектор ако сакам, нели, ако сум некој идиот. Син ми не беше 4 години на поширок список. Добро го бива. За мене го бива многу. Али он е тој што одлучува и се советува со мене. Тато, што мислиш за ова? Јас го пратив 10 дена во Игокеа. Сам пред една година тоа. Сам година и пол. Да седи таму 2 недели. Да седи таму во интернат, тренира 2 пати на ден, заедно беше со Љубенев тимот на подпредседател синот. Се врати сосема друго дете, six-pack, Шо збори? мозокот другачи. И што е кај нас проблем? Се враќаш пошто тука има во одредени школи. Ја не можам не можам да Па нема, мораме децата да ги кој ги прнаоѓа децата? Ние имаме наши имаме и спортскиот директор, имаме и скаути некои кои гледаат, имаме тренинзи, некои групни тренинзи по доста деца од сегде, па тренерите да се изберат.
Но исто гледаме и во странство деца македонци некои што се од Америка со македонско државјанство, што Има? ги бараме. Бараме и дако ти кажам дека и у Турција нели има многу со македонски пасош високи. Ние сме дефицитарни на висока позиција. Али во глобала нас ни треба тимска хемија, не да донесеме некој што ќе растори. Па Дино мислам дека е висок. Боцевски. Дино, јас со Дино зборев, си пишувавме на Инстаграм. Го немам бројот од Дино. Имаше повреда на коленото, Дино е добре дојден и Дино е проект за репрезентација. Да почне. Дино он беше четврто деление, ја бев бидејќи сме фамилиарно он беше у четврто деление, беше 1,90 м. Огромен е, одлични движења, штета за повредата, сигурен сум дека ќе се врати. Дуле професионалец. Сигурен сум дека ќе го стави. Дали ќе го вратат во Македонија, бидејќи таа Македонија многу неправди направи на многу спортисти, Јас колку што слушнав, Дино бил капитен и од една особа, ајде не е важно тогаш на функција во федерација, му е зел капитенска талента на Дино. Нема ти да си капитен, ќе биде мој син. Да, знаеме ли ето? Знам дека знаеш, ја не сакам, тие работи се малце чудни, ги повредува некој, али Македонија треба да се стаи испред све. Имаме ли иднина? Имаме, еве докажуваат децата, не мора ја да зборам. Овие деца од Б дивизија сега ќе одат во А дивизија. А дивизија, така. Тие ќе видат и бидејќи се веќе колку години? 17. Они си се 4-5 години заедно се колку годишњаци се они? 17. Има различни, има и 17, некои ќе останат, некои ќе идат. Но дел од тие веќе ќе стануваат првотимци, така. Дел се и првотимци таму. На основа на нив ќе се прави А селекцијата, каде што Ковано веројатно предводник ќе биде, извини, Нено, секако дека ќе биде предводник. Јас сум пресреќен и на, колку год звучи чудно, и на двајцата странци што ги имаме. Поголеми македонци, не можевме да најдеме. Толку добри момци, толку се борат, толку се залагат за државата, толку ја рекламираат добро сегде. Но младината е таа што треба да понесе целиот товар во следни 10 до 15 години. Јас им кажав на првиот состанок на Златниот деца, на тренинг. Да. Викам, ве гледам нешто со фаците, сега фаците на припреми на сите ни се малку вакви. Викам, ви фали ли нешто? Уште сум нивен сервис и поддржувач. И увек ќе бидам и во добро и во лошо со нив. Викам, ви фали нешто? Ви дали ви треба некоја? Не, све е супер одлично. Не испаѓа фалење, има доказ они сами да кажат. Викам, од мене нема да имате никаков притисок за резултат. Ме гледа вака. Ја викам, не сум ја песимист, немој да сватите, препаметни сте вие за да сватите што сакам да кажам. Ти имате притисок невиден. Фаци, карање на тренинг, карање на утакмици, несогласување, не. До одреден дел. Има некои незадоволни, па да се руши тимска хемија, тимска атмосфера. Враќање на тренер. Вие треба да сте заедно 15 години, не само тука, и животно, до крај на живот, да сте заедно и ван терен. Као ние што живееме сите, дали е Владко у Словенија, дали е некој во друга држава. Можно да се соберете пак сите, таа генерација за доброто на македонската кошарка се врати? Да. Да се седнат на маса. Што е ова, бидејќи гледам, морам да привршам, да те пуштам шега на страна. Само уште ова прашање, бидејќи морам да го поставам уште две прашања до крај. Ако слободно. Апропо ова со децава, гледам Гарбакоса излегува слики, нели? Пушти премиерот Мицкоски, тамо тие Борко Мицкоски како министер за спорт, сега ги споменувам. Тоа е апропо сите оние најави кои што ги слушаме за пучот. Ја не знам зашто се узвртени на Перо Антич и еве сега кога дојде успехот. Можеме ние на почетокот да говориме, Перо може е добар играч, но како менаџер да видиме. Јас се слагам со таа констатација на некои луѓе. Имам чувство дека и ти не ја доби таа шанса, или како се вели 100 дена за резултатот, еве го сега. Јас само морам да кажам, се слагам за тоа дека као што викаат, може би си бил добар спортист, но не значи, али затоа собираш тим околу тебе. Апсолутно. А јас докажав дека сум способен да ја водам федерацијата и способен да направам тим за да биде уште подобра федерацијата. Што се средбите со Мицкоски? Средбите се Гарбакоса дојде. Зашто политика на крајот ден се меша во спорт, бре? Политиката треба да е сервис, кога јас да е најголем сервис, ја да сум последнив сервис на спорти, во овој случај кошаркарите. Ние треба да им дадеме најдобри можни услови за припрема и за надпреварување.
Резултати може да има, може да нема. Ние треба да гледаме на долги, не може да гледаме моментални резултати и по нив да се водиме. Треба да гледаме и за децата, кој да го внесеме во тој пазл, па за да се подобри, кој ќе го чуваме за во помалата. Значи има милион работи и место да се помага, се одмага. Пучеви, жалосно е кога ќе ти се јавуваат клубови, кои ти се стварно добри пријатели, кои знаат дека на еден клуб немам направено лошо, на еден. Напротив помош и ти кажуваат, ми се закануваат со отпуштање од работа. Зборам за посебни индивидуи. Не зборам за премиерот, не прими, ги награди децата и сум му многу благодарен. И се гледа дека човекот верува, сака спорт и ќе помага за спортот. Тимчо Муцунски еден од најголемите поддржувачи на репрезентација и во глобала беше и на МЗТ. Под општината која беше до најголеми успеси ги врати во АБА1 заедно со федерацијата. Ама ги испофали во Маровци. Кој? Ама ги испофали во Маровци. Не, како луѓе. Како луѓе. Јас ќе го испофалам и Наумче Мојсовски која беше имавме. Не, општо зборам, немам јас влакна на јазикот. Јас кој е добро, кој е лошо може да кажеме. Али не можеме да дозволиме некој индивидуа дали одличен комплекс или не знам од што да квари ситуација во Македонија, дека он ќе биде спасител. Не, ти може само да помагаш и да ги користиш и нашите врски, за ти да имаш, зашто нашите успеси се негови пута 2. Треба да ги остават клубовите на мира, зашто е жално да слушаме како има луѓе што кубурат за леп, што работат со тоа име, со тоа издржуваат фамилија. Апсолутно. И тоа е многу болно за мене, пошто јас сум бил капитен и во сите тимови сум као некој father figure, да што се единува, кој ќе слушаш дека некој ти се жали што ти се блиски. И ги оставаат на дека нема што да одлучат, дека мора да направат против тебе нешто. Да. И тоа е многу жална работа. Може ли оваа генерација да и го надмине вашиот успех? Ја мислам дека тоа е голема, уште од 2011 сите на интервјуа, дали сега може некој да го надмине? Да гледаат, да се развиваат и да бидат заедно и да играат вака слободно. Тоа да, но да немаме како се вели тоа, да немаме гапови. Да, имаме страшни гапови. Ама еве го, сега ние имаме Хрватската фудбалска репрезентација, значи постојано продуцира нови и нови. Они кај нив веќе не е проблемот, кај нив е страшно ако не одат на европско првенство, значи они веќе згоруваат. Ама еве сега покажуваат сами децата. Прошлата година сребро на европско до 20 години. Добро. Сега злато. Маливе до 16 години има еден пораз, не стигнаа до финале. Инак за 9 од 10 место изгубија втор пораз. Сакам да кажам сега следниве, веројатно треба да се надополнува тоа. Уште од сега се почиња плански да се работи, каде надпревари да се играат, кои пријателски, што да направиме, како може да придонесеме за нивен развиток, физички да се подобрат. Сите тие работи во услови, инфраструктура. Ја имаме салата Кале, се кубори поради тоа што ја крпиме цело време, знаеме дека мора све од ново да се направи, таа сала е стара. Пошто гледам дека има и камери, ја некогаш знам би да укуцам на КФМ. Ставивме камери кои беше во короната. Децава на М16, чисто онака сега, ти не можеш да видиш убаво, гледаш. Ставивме камери во сите прволигашки сали, која беше короната, за да возможиме на гледачите да гледаат. Се потруди федерацијата да организира за да имат лайвстрим цело време. Добро. Денес колку сме далеко од Звезда и од Партизан? Многу. Клубски? Мазата и работнички. За да стигнат до ниво на Евролига. Многу. Колку пари треба за таму? Треба добар тим. Зборам горе во управата, да се селектира измеѓу искусни кошаркари и искусни менаџери, да се направи некоја финансиска стратегија како да се све тоа зголемува. Колку каже дека е буџетот на Звезда? Па измеѓу 20 и 30 сигурно. Не знам, излегува некој... Толку е веројатно и на Партизан. Ако ги гледаме... Секогаш е тука, горе-доле, тука негде. Тоа се скапи кошаркари во секој случај. Да имаш ти еден играч, Пантерс, имаше 2,2 или 2,6 милиони. Некој од нив ги гледав и на светското првенство, дел се отидени и во NBA играат сега. Да их зум до, не знам... Така да мора да се инвестира, да се инвестира, салите ќе бидат полни, луѓето се желни за тоа, но постепено ќе видиме. Кога зборевме со премиерот кажа дека не знам дали знаете, буџетот е 10 милиони за целиот спорт во Македонија. Колку е на КФМ буџетот?
Измеѓу милион и пол е нешто така. И ти си дал... Ке ти излажам, имам јас давано мој, ама не е важно. Благодарен сум на ќе речат сите, па што си давал, глуп си. Не жалам за ништо, благодарен сум и тоа што го имаме, но мора да се ствара поише, не само во кошарката, се да и во одбојка, во ракомет, во сите федерации. Поради тоа што ние сме сервис за играчите. Како спортисти сме знаеле што ни фалело. Како некој што играл во најелитните клубови и лиги, знам како што давале. И јас сакам тоа да го имаат нашите играчи. Ние можеме како американците со колеч екипи турнири, например, да имаме од звезди во кошарката. Џоле Војновиќ ги донесе Бейлор кога освоја Бейлор беше и оваа година. Има и пријателски надпревари со нашите. Чекај, Џоле прв отиде на камп во Америка кај Џордан. Кај Џордан, Џоле Војновиќ и ќе кажам кај Џоле После Војновиќ се врати во работнички, Џоле Дејан Јовановски. Јас заради Дејан Јовановски носам број 12 цела кариера. Стварно? Да, Дејан Јовановски ми е еден од најомилените играчи. Џоле Војновиќ ми е еден од менторите исто, што ми помогнал во животот за све. Јорданче Давидков? Не ми помогнал, не сум го фатил, ми бил селектор, одлично сме соработувале и имам само... Па добро, ти уствари си после Џоле Дејан Јовановски. Да, го фатив ја Дејан во репрезентација. Дејан го фатив во репрезентација. Во Окрит против Германија и Хрватска. Ги фатив. Добре, да завршуваме муаветот. Ти благодарам. И колку пари остави на американците или ништо не ги остави на американците, апропо на тепачката тамо со... Не, за тоа исполнив на нула. На нула? Нели отиде и тамо даде картичката, таа розовата картичка на Ријана, одиш на... Осте. Осте на Ријана. Тоа за парту ќе за следно дање. Јас посакам многу успехи на тебе и на репрезентативците на овие златни деца и на сите оние генерации кои што доаѓаат и ова беше отприлика нешто мешано помеѓу бизнис и спорт, меѓутоа кој доме пак со задоволство. Сакам да бидеме барем приближно, нека не замеруваат, меѓутоа она што го гледаш кај Јокич, кај Богдановиќ, кај Џоковиќ, ако сакате кај било кој, да престанеме малку ние, иако и тамо се поделени, меѓутоа да престанеме малку. Ама поделени, ама не до тој степен. До тој степен. Таму има и многу. Кај нас имаме многу малци успешни. И тие да ги немаме. И тие да ги немаме. После да не се запрашуваме зашто си одиме полно, поради тоа што не може да во своја држава се осеќаш као непосакуван. Ја можам да ви кажам, драги мои, дека Перо Антич не си оди, одбил понуда од Феникс и тоа 250.000, не знам колку, не си оди за инет да пукне, да што се рекло тука. И ќе се бори со Пучо до крај. Заедно со неговиот тим. Благодарам уште еднаш. Ти благодарам и јас. Перо Антич, македонска кошаркарска легенда, јас нема да кажам прв човек на кошаркарската федерација, бидејќи не сака така да се ословува, гостин во бизнис муавети, благодарности до Форманова кој што беа со нас, гледате бизнис муавети на Фактор МК и за 7 дена. Довидување.